Јас сум Филип Достовски, основач и председател на Зелена алтернатива. Искрено, марихуана прв пат имам пробана од рекреативни причини. Уште, не знам, од тинејџерски години. После тоа бев диагностициран со Ходжкинсов лимфом. Тоаш прв пат дознав дека многу помага со сајд ефекти од терапиите, ама далеко од тоа дека лечи марихуана, дека лечи рак или воопште дека лечи нека друга болест. Мене прв пат ми е диагностициран Ходжкинсов лимфом на 15 години. Тоаш примав хемотерапија и зрачење и така се имам излечено. Втор пат искрено не ми е потврдено, заради тоа што не отидов втор пат на доктор на другиве, нели, испитувања како пункција или биопсија на жлезда, зашто се плашам од игли. Умеѓу време знаев за маслото, тоа е скроз друга приказна како дознав за маслото, ше пред ова вториот пат, така да само ги споив тие две работи и почнав да користам, видов дека функционира. После тој мој случај, работата е што, нели, тоа многу брзо се шири. Има многу луѓе болни и така натака, секој се фаќа за сламка и пробува. Кај повеќето беше последна работа која ја пробале, ама па тие се првата генерација на пациенти што ние ги викаме легално излечени, кои почна да раскажува и така устари почна да се шири цела идеја. Нели, више имаме закон, имаме една компанија која произведува, сега се појави уште една што ќе произведува. Проблемот е што остана пациентите се уште немаат пристап. Значи, до пред некој време беше легално, се е легално, ама пак пациентите немаат пристап до вистинското нешто. Во смисол на ова кој, нели, зашто пациентите немаат пристап до масло? Имам повеќе фактори. Цел живот знам дека се бара лек за рак на планетава и не знам, бар као мал или ја као бев прв пат болен, мислев дека тој што ќе го открие, дека не знам, ќе добие Нобелова награда, ќе ништо од тоа, баш напротив. Многу од нашиве доктори јавно зборуваат дека канабисот не помага, а приватно го користат, значи тоа го тврдам. Многу од луѓето што се вработени во Министерство за внатрешни работи, апса други луѓе приватно го користат. Многу фармацевти кои исто така јавно зборат или се не знам више колку се скептици, него јавно зборат дека не помага или дека дома го користат. Суетата на докторите, цел живот учеле школа и се одеднашка пациентот доаѓа и им кажува подобро што е за него од нив, значи на прво место е суетата, на второ место се парите и на трето место е мрзливоста. Сега е борбата кој прв ќе озграби колачот, пак на профитот, зашто од кога почнаа тие више се две компании, нели едната више има на пазарот масло, кој е во слаби концентрации и реално таа компанија може да произведува и подобри масла, зашто тоа во законот стои, не знам зашто не го прават тоа. Или користат момент да заработат што поише додека нели не дојдат други компании. Со друга компанија, значи проблемот е сега на социјалните мрежи и секаде јавноста, одеднашка сите кој колку ќе заработи од тоа, кој колку пак се забораја пациентите. Првата идеја беше пациентите да го добијат лекот, па после кој ќе регулира и како ќе регулира во ред, зашто у моментов луѓе умираат. По весници сегде пишува дека еве сега имаме и две и што ако имаме две можеме да имаме и 22. Ако пациентот уште не го добива тоа што треба да го добие, голем проблем е, сите уште се плашат да зборат, мислам, аман више луѓе, нели држава легализираше, нигде легализација не е падната од небо, ако до негде нашето здружение помогна за почетниот дел од легализацијата и до малце отвори вратата, кај сте сега другиве да поддржите и тоа да иде многу побрзо, значи никој нема се уште. Сите барат, на сите им треба и сите гледат да си завршат работа само за себе. Сите компании кои доаѓаат и сите фармацевти викаат дека е многу тешко да го произведеш маслото и дека е научна фантастика и требало вакви услови или такви, што е ноторна лага. Значи маслото и луѓе кои имаат резултати од маслото се прават дома, буквално кој што си правите сок од портокал во соковник. Пол од пациентите се жалат дека докторите им викаат дека не чини маслото, дека со маслото дури може да си наштетат, што е лага и што реално
му го загрозува здравјето на пациентот. Не е ни прашање дали марихуана е воопшто штетна за некој или не, или дали лечи или не. Нели гледате како е смената топката сега на профитот и на регулацијата, а не дали е лековита. Канабисот или марихуаната е лековито растение само по себе.